Австрија од утре го презема 6-месечното председавање со Европската Унија од Бугарија. Символичната церемонија се одржа во австриското туристичко место Шладминг, каде што се сретнаа бугарскиот премиер Борисов, австрискиот канцелар Курц и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Тие ги анализираа резултатите постигнати за време на бугарското председавање и приоритетите за време на австриското. Давањето јасна порака за почеток на предпристапни преговори со Македонија и Албанија за членство во Европската Унија ги постави основите за перспективата на целиот регион. Европа сега се наоѓа во тешка положба, бидејќи има различни проблеми со Соединетите Американски држави и со Русија, како и Брекзит. Австрија сака да гради мостови и да работиме со силна Европска Унија, затоа активно работиме со европските институции. Борисов му посака успех на Курц и го посоветува дека секогаш може да се надева на помош од председателот на Европскиот совет. Туск рече дека мотото Европа која штити, која го избрала Австрија, е многу соодветно за да се штити територијата и границите на Унијата. Австрија секогаш била во срцето на Европа, не само економски, туку и политички. Европа очекува од нас решителност во нашите дејствувања со цел да се обезбеди ред и сигурност. Ова ќе биде трето председавање на Австрија со ЕУ, а доаѓа во чувствителен момент, особено поради очекувањата дека во овој период ќе биде постигнат договорот за Брекзит. Виена, која подолг период се ангажира околу регионов, ќе сака да го задржи фокусот кој го насочи Софија за време на нејзиното председавање. Канцеларот Курц сака да ја сврти Унијата кон големите прашања, заштитата на надворешните граници и надворешната политика, односно подобрувањето на односите со Русија и Израел, а да ја повлечат помалите кои треба да останат во надлежност на националните влади. Голем предизвик ќе биде постигнувањето на договор за буџетот 2021-2027. И претходните две председавања на Австрија беа за време на криза во 1998 со Косовскиот конфликт и во 2006 кога дојде до уставна криза, бидејќи Франција и Холандија одбија да се договорат. Австрија очекува да одржи околу 300 собири, а трошоците на председавањето се проценуваат на околу 43 милиони евра, а можеби и два пати повеќе.